Уште еден викенд е пред нас на Европското првенство во Германија. Втор викенд со многу фудбал. Имаме 3 надпревари, не се нешто вау атрактивни, ама има еден доста интересен меч и 2 надпревари кои што ќе бидат така жешки, знаеш, она борба едно друго. Идеме со ред. Прв надпревар Грузија, Чешка. Ќе биде интересно. Грузија одигра одлично на првиот надпревар со Турција и покажа дека не се дојдени на екскурзија на Европското првенство во Германија. Под водство на Вили Сањол, поранешниот фудбалер на Бајер Михен и француски репрезентативец, покажа дека знаат да играат добар и отворен фудбал. До самиот крај се борија грузиците за ремис од Турција, ама тоа е, немаа среќа. А имаат добри шанси. Сега, ова е клучниот надпревар за нив. Ако изгубат толку, значи мора да одат на победа. Мора да бидат офанзивни. Добро, изгубија од Турција, ама барем во боксерскиот дуел на трибини, мислам дека тепаа. И чесите одигра одлично против Португалија, иако беа поразени, а имаа водство до 70 минути. Она беше као еден шут, еден гол. Во дефанзива, цврсти. Топ. Ама нема среќа. Прво си дадо автогол, па после примија гол во судиското продолжение. И тоа поради дефанзивецот Хранец. И автогол се даде и изгреши за вториот гол на Португалија. Ако одигра дечко од таква партија со Грузија, тешко дека ќе може да тепаат. Но, и шо но? Не знам што ќе биде, ама мислам дека Чешка е поблиско до победа и ќе тепа 1-2. Одиме со дербито на денот. Турција, Португалија ќе биде страшно интересен надпревар. Турците не се репрезентација што се брани, а Португалија као Португалија. Турција беше фаворит против Грузија, иако не остави некој добар впечаток. Сепак, слободно може да се каже дека Турција има новата звезда на европскиот фудбал. Арда Ѓулер. Тинеџерот со спектакуларен гол донесе победа и стана најмладиот играч кој постигна гол на деби на европските првенства. Монтела дечки прави одлична работа со селекцијата на Турција и јас лично ги гледам во следната фаза. Португалија исто како и Турција потешко од очекувањата стигна до победа, а херој беше Консисао Џуниор. Оние постарите сигурно го знаете татко му, Консисао. Сега, големите звезди предводени од Роналдо не ги оправдаа очекувањата, па сега ќе мора да одиграат на многу повисоко ниво против Турција. И нормално, Роналдо повторно беше во центарот на вниманието после надпревар. И тоа поради срамниот потек што го направи со чешкиот голман. Вака му се дивеше у фаца. Али кармата е кучка. И може да го стигне Роналдо за многу брзо време, па да ги видиме и неговите солоси. Ќе биде многу добар надпревар, следете го и сепак мислам дека на крај Португалија ќе тепа. 1-2. Трет надпревар за сабота. Белгија, Романија. Дуел на најголемото разочарување и најпријатното изненадување од првото коло. Белгија најмногу разочара. Беше можеби најголем фаворит од сите селекции во првото коло, а загуби од Словачка 1-0. Надпреварот го обележа Лукако, кој што имаше страшни промашувања. Имаше многу јаки заебанци на Твитер. Ама друг пат за тоа. А пази, даде 2 гола, ама и двата му беа поништени од ВАР. Ова е уствари последна шанса за оваа звездана генерација на Белгија за да направи нешто на големите надпреварувања. Ама, ако играат со ќорци како против Словачка, ништо не правиме. Сега Романија. Романија, од друга страна, е најголемото изненадување. Иако за нас не беше така големо изненадување, затоа што одигра одлични квалификации, а веќе кажавме дека имаат страшно голема еуфорија во земјата, уште каква што немало уште од времето на Хаџи по песку. Аутсайдери, а тепаа со Украина 3-0. Сега се во облаци, нормално. Атмосферата во тимот е одлична и реално ќе дадат се од себе за да ја дотолчат разнишаната Белгија. Во минатото видео спомнав дека во времето Хаџи кој играше фудбал на светско првенство, сите ги офарбаа косите жолти. Романците. Сега, како тргнаа, фарбите се спремни за колективно фарбање на косите. Плава боја, човече, романска работа. Ама ако ништо друго, препознатливи се по тоа. За сите генерации. Како и да е, мислам дека сепак Белгија ќе оправда фаворитската улога и ќе тепа. 2-0. Доволно е за сабота. Веќе утре продолжуваме со ново видео со надпреварите од недела. Почнуваат надпреварите од третото коло. А во меѓувреме почнува и Копа Америка, така да нема спиење. Тоа е, следуваат непреспиени ноќи ради фудбал. Дечки, следете на Overtime with TJ на социјалните мрежи, на Facebook и на Instagram, ставете subscribe на YouTube каналот BMG Network и очекувате ги новите видеа. Се гледаме. Чао!